Здраво! Во последно време со моите колеги Александар и Никола многу често се најдовме во ситуација да ги повторуваме истите работи за функциите на апаратите, кое копче што значи, на што треба да внимаваат, на што треба да се пази, како се става батеријата. И кога ќе повториш некоја работа повеќе од 3 пати, мислам дека е време да се направи видео, затоа што на тој начин тие што им треба таа информација полесно ќе може покрај кафенце, сокче да се слушаат и да вежбаат со апаратот. Ние ќе можеме да се насочиме повеќе на новите муштерии и да им посветиме поквалитетно време за да може да си изберат они апарат што им треба. Ова видео е наменето за корисниците на сите Nikon фотоапарати, бидејќи менито на Nikon апаратите е 90% исто. Конкретно ќе зборуваме за менито на апаратот од Nikon Z50, кој што е безогледален апарат со APS-C сензор. За сите оние кои што имаат одредени познавања за делови од менијата што не ги интересира, може да кликнат директно на менито доле и да скокнат на делот што ги интересира. Но пред да продолжите да гледате, доколку не сте се претплатиле на нашиот канал, кликнете на subscribe. На крај, ако ви се допадне, кликнете еднашка за лайк, ако не ви се допадне, кликнете 2 пати и продолжуваме со видеото. Големи се шансите вашата батерија да биде празна и затоа моја препорака е да ја ставите на полно. Морате да внимавате при ставање на батеријата, овие контакти тука да бидат во исто ниво со контактите што се доле. И батеријата сме ја ставиле. Моја препорака е да си купите уште една батерија, бидејќи може да ви се случи да идете некаде на одмор и тама сте се качиле на кривата кула на Пиза, сакате да направите фотографија, батеријата се испразнила, зашто пред тоа сте сликале и сте снимале видеа. Но со уште една батерија вие сте покриени за цел ден. И тоа е мој принцип што го применувам со сите мои фотоапарати. Од кога сме ја ставиле батеријата, наред е мемориската картичка, која што е од типот SD. Во овој случај е битно да внимавате на ознаките на самиот производител, затоа што за секој апарат различно се мести картичката. Во овој случај се мести со лицето према нас и сега сме готови. Од кога сме ја ставиле картицата, да ја форматираме. На тој начин фајловиот систем што го користи апаратот ќе биде запишан на картицата и ќе може да работите без никаков проблем. Моја препорака е да користите брзи картички кои што снимаат со 90 мегабајти во секунда, бидејќи вие снимате 4K видео и снимате HD видео со 120 слики во секунда, што значи бара брзо запишување на информациите на самата картичка. Друга моја препорака е подобро да имате две картички од 64 гига, неголи една од 128 гига, бидејќи кога ќе ви се скрши таа од 128 гига или кога ќе изгубите, ќе боли многу. Вака ако се скрши една од 64, ќе ве боли пола. Плюс другите фотографии ќе ги имате на другата ваша картичка. Идеме понатаму. Овој фотоапарат доаѓа со неговиот објектив 16-50. При монтажата на овој објектив на фотоапаратот мораме да пазиме на оваа бела точка тука. Капачето се вади во насока на стрелките на часовникот и точката што се наоѓа овдека на објективот треба да ни се поклопи со точката на самиот апарат и го завртуваме објективот обратно од вртењето на стрелките на часовникот. И сега можеме да почнеме да фотографираме. Како што сме го ставиле објективот, на тој начин се вади. Мораме првим да притиснеме на ова копче овдека, кое што ни се наоѓа на оваа страна, и кога ќе притиснеме, го вртиме објективот во насока на стрелките од часовникот и го вадиме. Сега ќе го вратиме назад. Кога ќе го вклучите апаратот, ќе ви се појави оваа порака, оваа точка што е тука со оваа линија на објективот, идете обратно од вртењето на стрелките на часовникот и веќе вашиот апарат е спремен за фотографирање. А сега ќе ви покажам како се монтира и F2Z адаптерот, односно FTZ, како што го викаат. Објективот ќе го извадиме, овој не ни треба во моментот. Тој има два краја, едниот поголемиот е спрема нашиот Z апарат и ова ни е
бајонетот кој што Nikon го користи со неговите постари модели, односно F. Благодарение на овој бајонет, јас ќе можам сите мои стари објективи од Nikon, што се со F-mount, да ги користам на овој апарат и да им дадам нов живот и да си сликам и да си уживкам. Со помош на овој бајонет, вие ќе можете да ги користите сите F објективи на Nikon. Значи имате све што е за APS-C, за full frame, ќе си работи супер совршено. Без разлика дали се од Nikon, дали се од Sigma, дали се од Tamron. За да го извадиме објективот од адаптерот, ние го повлекуваме ова копче наназад и го вртиме објективот во насока на стрелките на часовникот. И толку. На истиот начин се вади и самиот адаптер. Ова е сензорот на вашиот апарат. Него не смете да го пипате со прсти, не смете да дувате на него, бидејќи може да го испликате. Замената на објективите секогаш ќе гледате да ја правите брзо и со апаратот сврден надоле, за да нема никакви прашинки на него. Повеќе совети за начинот на менување на објективи доколку сте на плажа може да видите во моето постаро видео, каде што давам совети која опрема ви е погодна за на одмор и има таму некои како да се зачувате хигиената на вашиот апарат. Доколку идете на плажа или на некое место каде што има прашина, не знам, покрај вулкан, етна, ваму таму, вие објективот да не го менувате. Тоа што ќе го ставите, тоа ќе ви биде. Апаратот се вклучува на најгорното копче тука, каде што пише off on, и сега веќе можеме да го користиме овој фотоапарат. На самиот кружен прекинувач ни се наоѓа и копчето за фокусирање и за фотографирање. Кога ќе го притиснете до пола, за ова ви треба малце вежбање, тоа ќе фокусира и кога ќе притиснеме до крај, тоа ќе ја направи фотографијата. Професионалните фотографи често користат друго копче, например ова овдека што е на страна, како копче за фокусирање, но вас не ви препорачувам тоа да го правите, бидејќи кога ќе му го дадете на некој друг да ви направи фотографија од вашето друштво, семејство, ово оно, он само ќе стисне на ова, не знаејќи дека фокусот ви е тука и вие нема да бидете во фокус. Џабе сте се мучеле, џабе сте иделе на одмор, кога нема ни една фотографија со фокус на вас. И затоа мене ми остана навика со ова копче и фокусирам и фотографирам. Црвеното копче ни е копче со кој што ние го активираме снимањето. За да може тоа да ни работи, со помош на ова копче ние бираме дали нашиот фотоапарат ќе биде во начин на работа како фотоапарат или ќе биде во начин на работа како камера. Кога овој прекинувач ни се наоѓа кај камерата, тогаш копчето за снимање видеа ни функционира и можеме да го користиме. До него се наоѓа копчето за ISO вредности. Тоа копче ни одредува осетливоста на сензорот и се движи од ISO 100 до ISO 51200, кај некои фотоапарати и повеќе. На малите вредности на ISO вие имате најдобар квалитет на фотографијата, но потребно е многу светлина. Например, како да сте надвор, некоја дневна светлина или во студио каде што имате контролирана околина. За помалку светлина ги зголемувате вредностите на ISO-то. Моја препорака е да идете до ISO 6400, освен ако не ви искочи, например, некој воземјанин, јети или чудовиштето од Лох Нес. Све бива. Тогаш може да стикате и до 51000 ISO, ќе има многу шум, но ќе станете многу славен и ќе може да си купите најскап апарат. ISO вредноста на овој апарат се менува со притиснување на копчето за ISO и со помош на овој кружен прекинувач одредувате дали ISO вредноста ќе биде поголема или помала. Значи, доколку немате доволно светлина, ќе го зголемите ISO-то. Подоцна ќе ви покажам како да го користите автоматското поставување на ISO, каде што вие му одредувате минимална и максимална вредност на ISO-то и апаратот самиот одредува во зависност од ситуацијата која вредност ќе ја користи. Но затоа потоа. Следно копче ни е Exposure Compensation, односно тоа е копче кој што ја го користам често кога фотографирам некој предмет или личност кој што се наоѓа пред некој голем извор на светло, например покрај прозор, он гледа према мене и на тој начин кога е апаратот во А мод на сликање, јас му кажувам на самиот апарат да ми ја осветли композицијата за една-две бленди, за да може личноста да биде добро осветлена, а позадината и да биде изгорена не е ни толку битно. Битен е човекот што го фотографирате или цвеќето.
Под копчето за фотографирање, од предната страна ни се наоѓа уште еден кружен прекинувач, со чија што помош ние ја одредуваме вредноста на блендата или во менито може да менуваме некои други вредности, меѓутоа главном е вредноста на блендата за тоа. Овој прекинувач на апаратот ни одредува со која брзина ќе фотографира нашиот апарат, односно што го викаат англичаните shutter speed. Со помали брзини под 30 од секунда, па се до 30 секунди, се фотографира кога сакате да го обележите движењето, например, течењето на водата, движењето на облаците, или, например, ако имате ноќна фотографија, тогаш и повеќе од 30 секунди ви треба ако сакате да ги фотографирате ѕвездите. Со брзини од 60 до 250 од секундата се фотографира кога се користи блиц или секојдневни ситуации во кои што може да се најдете вие, додека пак со поголемите брзини се фотографираат најбрзите објекти во движење, како што се децата и автомобилите, и на тој начин вие го замрзнувате нивниот скок, нивниот трк и имате една добра фотографија. Сега, кога се користат послаби брзини на фотографирање и настојувате да го пратите објектот кој што трча или кој што се движи, тоа се вика панирање, тогаш имате уште поинтересни фотографии, меѓутоа тоа ќе може да го постигнете после 6 до 10 месеци кликање, сликање. Од таа се многу атрактивни фотографии. Ова тркало со бела стрелка, ова дека што е во средината, ни одредува на кој начин ќе фотографираме. Односно, дали ќе му оставиме на апаратот сам да одлучува што ќе прави во дадената ситуација, или ние ќе му даваме команди за брзина на сликање, ISO осетливост и отворна бленда. Ауто со зелено апаратче ни е комплетно автоматско фотографирање, каде што апаратот се одлучува. Ова е наменето за тотални почетници, кои што се на почеток на учење на фотоапаратот на фотографирање, или за оние кои што не сакаат да се замараат многу. Ама тоа не е добро. Доколку после 6 месеци вие понатаму користите овој мод за сликање, сте сгрешиле. СЦМ, односно сцена. Ова е еден начин на фотографирање каде што инженерите во Nikon претходно направиле некои ситуации, например, дали е тоа на плажа, дали сакате да сликате портрет, дали сакате да сликате храна, дали сакате да сликате спорт, дали сакате да сликате ноќен портрет, домашен љубимец, каде што вие на апаратот му кажувате дека вие се наоѓате во една конкретна ситуација каде што сакате да сликате еден ноќен портрет и на тој начин тој самиот може да направи многу поквалитетни фотографии во однос на ауто, односно он знае дека вие немате доволно светлина, па ќе окрене истото, ќе намали брзината на фотографирање и ќе ја отвори блендата, со што вие ќе имате подобри фотографии и ова е добро да го користите за почеток, бидејќи ќе може да ги гледате вредностите кои што апаратот ги дава за одредена ситуација и подосна вие во мануелниот мод да ги пременувате тие вредности. U1 и U2 се User 1 и User 2. Тие вредности ние како фотограф ги одредуваме и, например, може User 1 да не биде за фотографирање надвор, а User 2 да не биде за фотографирање внатре. Каде што ни е подесено истото, брзината на сликање, блендата или не знам, едното да биде за портрети, а другото да биде за вашето милениче. Но затоа подоцна. Ефект начинот на фотографирање е начин на фотографирање каде што апаратот има некои вградени ефекти кои што ги имплементираат директно на вашата фотографија и на тој начин сака да ви го заштеди времето пред компјутер. Интересно е за играње и за занимација, но јас никогаш не сум го користел. Битно е да ви кажам дека овие ефекти се однесуваат на JPEG фајлот, додека пак на RAW фајлот нема никакво влијание, односно вие може да го вратите во првобитна положба и доколку не ви се допаѓа ефектот, да си ја едитирате фотографијата вие како што сакате. Добри се за забава, ги има, зашто да не ги пробате, може ќе најдете нешто интересно. Со буквата М ни е означено комплетно мануелниот начин на фотографирање. Односно, вие одредувате брзината на фотографирање, отворот на блендата и со осетливоста. На овој начин вие имате комплетна контрола на фотографијата
Јас го користам овој начин на фотографирање кога сум во студио или на места каде што сакам да направам нешто креативно или условите за фотографирање се специфични. Со буквата А ни е означен модот на фотографирање, каде што вие ја контролирате блендата, односно отворот на објективот, а самиот апарат одредува која ќе биде брзината на сликање и која ќе биде вредноста на исото. Јас го користам овој начин на фотографирање во 70% од моите сесии. Со буквата S ни означува шатер, односно со оваа буква ние одредуваме со која брзина ќе се фотографира. Ова најчесто го користам ако фотографирам автомобили или нешто во движење. Тогаш јас му кажувам на фотоапаратот која брзина ќе биде за сликање, а он самиот ја одредува отворот на блендата и ISO вредноста. Со буквата П ни е означен програм начинот на фотографирање, каде што е ова автоматско фотографирање, но имаме отворено дел од вредностите кои што можеме ние да го промениме, за разлика од ауто со зелено апаратче, каде што све работи апаратот, ние само стискаме на копчето. Од оваа страна на самиот фотоапарат ни се наоѓа копчето со кое што ние го отвараме блицот, кој што можеме да го користиме во простории и ситуации каде што нема доволно свет. Добро е што го има, на овој начин не мораме да мкнеме за секојдневни настани и ивенти голем блиц, можеме да се користиме него и фотографиите се супер. Ова овдека ние местото каде што можеме да ставиме надворешен блиц голем и можеме да ставиме некој континуирано светло ако снимаме видео, но можеме да ставиме и некој шатган или бежичен микрофон, после со него да се поврземе овдека. На новите апарати се повеќе и повеќе имаме копчиња кои што можеме ние да им одредиме што треба да прават при нашето фотографирање. Тоа се F1 и F2 и фабрички на F1 се подесува балансот на бело, што не мора да го менјавате често, а со FN2 ни се одредува зоната на фокусирање, што е многу добро, бидејќи можете да смените дали сакате на цел сензор да се фокусира или дали само на дел да се фокусира или дали точка или проширока точка. Продолжуваме на задниот дел од апаратот. Најистакнат дел на апаратот ни е, како што го викаат англичаните, viewfinder или на македонски барач на поглед. Тоа е електронско екранче и доколку не ви е уклучен апаратот, тоа нема да работи. Многу едноставно, за разлика од DSLR-ите, каде што беше со помош на огледала и да не беше уклучен апаратот, вие можевте да гледате низ него. Тој е добар за фотографирање на места каде што имаме многу силна светлина, јако сонце, плажа или не знам што. И со негова помош ние можеме многу подобро да одбереме сцената и посконцентрирано да видиме што не интересира. Со тркалцето од страна ние можеме да одредиме диоптријата на електронскиот viewfinder, односно потребно е да фокусираме во некој предмет и доколку носиме наочари да идеме нанапред или наназад и кога ќе ни се избистри све, ќе го оставиме ова во тоа положба и не го чепкаме више понатаму и да не ги носиме наочарите со нас, ние можеме да бидеме сигурни кога ќе прегледаме фотографијата дека имаме фокус во незе. Под електронскиот viewfinder ни се наоѓа така наречениот proximity сензор, односно со помош на овој сензор камерата одлучува дали ќе се користи електронскиот визир или екранот на самиот апарат. Да знаете дека електронскиот визир троши повеќе батерија од задниот екран. Еве сега ќе може да видиме како функционира. Како што може да видите, екранот е исклучен, што значи електронскиот визир е сега во употреба. Ова понекогаш знае многу да ме нервира и затоа инженерите од Nikon го ставиле ова копче од оваа страна, со чија што помош ние одредуваме Monitor Only, Viewfinder Only, Automatic Display Switch. На овој начин сега автоматски самиот апарат одредува што ќе се гледа. Екранот е осетлив на допир и со негова помош вие може да одредите на која точка да фокусира апаратот, можете да внесувате различни вредности, да ги прегледувате фотографиите што сте ги направиле. Добра работа кај модерните апарати е тоа што нивните екрани се подвижни, односно можете да го користите за поглед над рамото, кога ќе окрените високо вака и сакате да гледате, тоа например се користи ако сте на концерт некој, ако успеете да го прошверцувате нормално, или така наречената жаве перспектива, каде што вие чучнати и од земја може да
искадрирате како што треба. Новина кај овој апарат се и трите копчиња кои што се наоѓаат на самиот екран. Овие копчиња, во зависност од тоа дали фотографираме или ги прегледуваме фотографиите, ги имаат следните функции. Кога ќе стиснеме на лупата при фотографирање, таа ни овозможува ние мануелно да го одредиме фокусот, односно ни ја зголемува сликата, ни зголемува еден дел од сликата. На минусот се враќаме во првобитната положба, а доколку нешто не ни е јасно, само ќе кликнеме на истото копче, значи прашалникот, и ни кажува: слушај, светлото е многу лошо, се препорачува блиц. Додека пак последното дисплеј при фотографирање ни ги кажува вредностите кои што ги користиме за да направиме оваа фотографија. Кога ги прегледуваме фотографиите, тогаш лупата ни ја зголемува фотографијата, чисто за да видиме дали сме во фокус. На минусот се враќаме во првобитна положба. Со дисплеј можеме да ги гледаме вредностите, еве дека ова е RAW плюс Fine сликано, која брзина, која бленда, ISO или вака на едно купче, сите работи. Мене ова ми се свиѓа најмногу, бидејќи тука гледам со хистограмот дали имам изгорени делови или немам изгорени делови и често го користам. Копчето AL е копче за заклучување на вредноста на експозицијата и ја уопште не го користам. AFL е за заклучување на фокусот. Ова е наследено од DSLR апаратите, каде што имаше помал број на фокусни точки и вие кога ќе фокусиравте на одредена точка требаше да прекадрирате па да направите фотографија. Ова сега нема толку реална употреблива вредност, може само да го смените или да му дадете некоја друга функција која што вас ќе ви брка работа. Кружното копче со ОК е едно од најкорисните копчиња на апаратот. Со негова помош вие ќе одредувате каде да фокусира вашиот фотоапарат. Со притискање на ОК во опција на фокусирање, он ве враќа веднаш на средина. Можете да шетате низ менито, да менувате разни вредности и вашиот палец ќе треба да се научи да го користи за да не се замарате понатаму. Копчето И ни го вклучува брзото мени преку кое може многу брзо и лесно да смениме некои од најважните вредности и да продолжиме да сликаме без да губиме време со влагање во менито. И со помош на копчето Мени влагаме во менито на самиот фотоапарат, но за тоа во вториот дел. Копчето Плay ни овозможува да ги прегледаме фотографиите и видеата, доколку не ни се допаѓаат, ние можеме да ги избришиме со помош на ова копче тука, Канта. Yes, чао, пријатно. Се префрламе на левата страна од апаратот, каде што ни се наоѓа микрофонскиот влез. Можеме да користиме или безжичен микрофон, или шатган микрофон, кој што го заглавиме тука, и на овој начин ние го подобруваме доста квалитетот на нашето аудио. Потоа ни се наоѓа USB конекцијата, со чија што помош ние можеме да го полниме апаратот, да ги префрламе фотографиите на нашиот компјутер, да сликаме со помош на нашиот компјутер и така натаму, а под него се наоѓа микро HDMI приклучокот, со чија што помош ние можеме овој апарат да го поврзиме на телевизор или да го поврзиме на некој надвршен видеоснимач. И со ова го завршуваме описот на надвршните делови на нашиот апарат. Не е баш највозбудливо видео, но во секој случај ќе ви помогне да го запознаете апаратот, да знаете кој копче што значи, зашто е и како се користи. А за подетални информации за самото мени, можете да го погледнете следното видео. Кликнете еден лайк, шернете, пратете не. Чао!